Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме глава 12 од Евангелието според Лука. Тој ја отвара оваа глава со зборовите: меѓутоа, кога се насобраа илјадници луѓе така што се газеа еден со друг, тој почна да им зборува најнапред на своите ученици: пазете се од квасот фарисејски, што е лицемерие. Ова се стихови кои се однесуваат на онаа фаза од службата на Господ Исус, кога тој беше најпопуларен, ако можам така да се изразам. Лука вели дека илјадници луѓе го следеа, дури и се газеа еден со друг само за да го слушнат. Како што ви кажав во една од претходните епизоди, лично верувам дека не само што илјадници го следеа, туку Исус и исцели илјадници луѓе за време на својата 3-годишна јавна служба. Во Евангелијата читаме само за имињата и идентитетите на неколкумина од исцелените, но од време на време можеме да забележиме како се вели дека Исус исцели мнозина. Да се вратиме на текстот кој го прочитавме. Додека тие илјадници луѓе сакаа да го видат и чујат Исус, тој ги предупреди учениците против квасот фарисејски. Што значи тоа? Што означува квасот? Во следните неколку стихови, Господ Исус објаснува дека станува збор за лицемерието. Стихови 2 до 5. Нема ништо сокриено што нема да се открие, ниту пак тајно што не ќе се дознае. Затоа, што сте рекле во темнина, ќе се слушне на виделина, и што сте шепотеле на уво во скришните одаи, ќе биде разгласено од покривите. А вам, на моите пријатели, ви велам, не плашете се од оние што го убиваат телото и потоа не можат ништо повеќе да направат. Ќе ви покажам од кого да се плашите. Плашете се од оној кој откако убие има власт да фрли во пеколот. Да, ви велам, од него плашете се. Врз основа на овие стихови мислам дека Мартин Лутер беше човекот кој ги има кажано зборовите: плаши се од Бог и нема да се плашиш од ниту еден човек. Кога го прашале Кромвел зошто е толку храбар и бестрашен, тој одговорил: сватив дека ако се плашам од Бог, нема да има потреба да се плашам од луѓето. Тоа е она кое Господ Исус сака да го каже преку стиховите кои ги прочитавме. Потоа кај Исус дојде еден човек кој бараше од него да биде посредник во конфликтот што го имаше со брат му. Стих 14. А тој му рече: човеку, кој ме постави да ви судам или да ве делам? Господ Исус немаше намера да се меша во такви семејни спорови. За разлика од него, денес христијаните често знаат да делат совети, дури и тогаш кога не се сигурни што треба да кажат. Не велам дека не треба да помагаме кога некој бара одреден совет од нас, но мора да сватиме дека не мора за се да имаме мислење и секогаш да чувствуваме притисок дека треба да дадеме совет. Стих 15. Потоа им кажа: внимавајте, чувајте се од алчноста, зашто животот на човека не зависи од изобилието на неговиот имот. Добро е да се подсетуваме на оваа вистина, бидејќи живееме во време во кое материјализмот станува се поизразен и се повеќе луѓе паѓаат во неговата замка. Поседувањето материјални нешта многу се цени во денешното општество и затоа христијаните треба да се пазат од таквите вредности. Господ Исус сака да знаеме дека вредноста на нашите животи не зависи од нештата кои ги поседуваме. Алчноста е сериозен грев за кој треба да му се молиме на Бог за да не запази од него. За да им долови колку е сериозна алчноста, Господ Исус во следните стихови на слушателите им ја кажа оваа парабола. И им кажа една парабола и рече: на некој богат човек нивата му беше родила многу и размислуваше во себе велејки: што да направам? Немам во што да ги соберам плодовите своји. Па рече: вака ќе направам, ќе ги урнам амбарите своји и ќе созидам поголеми
и таму ќе го соберам сето свое жито и сите своји добра, и ќе и речам на душата моја: душо, имаш многу добра, насобрани за многу години. Почивај, јади, пий и весели се. Но Бог му рече: безумниче, ноќва ќе ти ја побарам душата твоја. Тоа што си го приготвил, кому ќе му остане? Така се случува со оној што собира богатство за себе, а не се богати во Бога. Човекот од параболата не насобра никакви богатства на небесата, односно не се збогати во Господ. Сето она за кое се трудеше го вложи во земните богатства. Токму затоа Господ Исус го нарекува безумник. Сигурен сум дека во очите на светот овој човек би бил вреднуван како трудолюбив предприемач и бизнисмен. Сигурен сум дека и вие денес познавате некои такви луѓе. Може би нивното богатство не е огромно, но сепак собираат колку што можат повеќе и во материјалните добра ја гледаат својата сигурност. Таквите луѓе може да се добри соседи, граѓани кои го почитуваат законот, семејни луѓе кои си го сакаат семејството, луѓе кои честно си ја работат работата и не се зависни од каков било порок. И покрај тоа што според стандардот на луѓето, таквиот човек може да е примерен, сепак во Божите очи е безумник. Зошто? Бидејќи е алчен. Тоа е начинот на кој многумина денес живеат, зарем не? Но Божиот збор јасно ги предупредува оние кои живеат за да натрупуваат материјални богатства и оние кои живеат според филозофијата: јади, пи и биди среќен, бидејќи утре ќе умреш. Да, вистина е дека ќе умреме, но начинот на кој сме живееле ќе одреди каде ќе се најдеме откако ќе го напуштиме овој свет, во рајот или во пеколот. Стихови 22 до 24. И им рече на учениците своји: затоа ви велам, не грижете се за душата своја што ќе јадете, ниту за телото свое што ќе облечете, зашто душата е многу поскапа од храната и телото од облеката. Погледајте ги гавраните, тие ниту сеат, ниту жнеат, и немаат скривници, ниту житници, и Бог ги храни, а колку сте поскапи вие од птиците. Не сакам да бидам погрешно сватен, не велам дека е погрешно човек да штеди, но поентата е да не ја гледаме својата сигурност во заштеденото, или пак да сметаме дека вредноста на нашиот живот зависи од тоа колку богатство поседуваме. Мислам дека денес тоа е проблемот со безбожниот капитализам. Затоа Јаков им вели на богатите да плачат и ридат, бидејќи богатството е сведоштво против нив. Денес се чини дека светските сили веруваат дека доларите и еврата ќе им помогнат да ги решат сите проблеми. Иако е вистина дека парите можат да решат многу проблеми и предизвици, но нивното натрупување отвара други фронтови, а тоа се духовни и се поврзани со алчноста и лажната сигурност. Интересно е тоа што и на банкнотите од доларот пишува: во Бог веруваме, а истовремено токму банкнотите, односно парите, се причината поради која многумина се оддалечуваат од Бог. Но ова не е проблем само на земјите кои го користат доларот или конкретно Америка. Алчноста и лажната сигурност која произлегува од парите е проблем на секој народ, а и на секој поединец. Важно е да се соочиме со оваа реалност. Од друга страна, Господ Исус не охрабрува да ги погледнеме птиците и гледајќи ја Божјата грижа покажана кон нив, да му веруваме дека Тој ќе се грижи и за нас. Стихови 26 и 27. И така, кога ни најмалото нешто не можете да го направите, зошто се грижите за друго? Погледајте ги лилјаните како растат, ниту се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во сета своја слава не се облече така како еден од нив. Според мене, едно од најубавите цвеќиња е хибискусот. Кога и да го погледнам, размислувам за неговиот создател. Се прашувам што Бог имал на ум кога го создал хибискусот и кога го украсил со боите кои ги има.
Преку овој дел од говорот, Господ Исус всушност не потикнува да погледнеме на природата и животните околу нас и да видиме како Бог се грижи за нив. Но не само да наблюдуваме, туку и да се поучиме, да се охрабриме да му веруваме дека тој ќе се грижи за нас, бидејќи во Божите очи ние сме многу поскапоцени од птиците и животните. Од таа гледна точка би рекол дека ако сакаме да си ја зајакнеме верата, ние христијаните треба да одвоиме време да обрнеме внимание на природата и животните и да размислиме за Божјата грижа врз сето негово создание. Стихови 28 и 29. Ако пак тревата во полето, која денес ја има, а утре се фрла во оган, Бог така ја облекува, тогаш колку повеќе ќе ве облекува вас, маловерни, па затоа и вие не барајте што ќе јадете или што ќе пиете и не се загрижувајте. Не се грижи, верувај му на Бог. Ова е многу едноставен, но многу важен животен совет, кој се однесува на оние кои се Божји деца. Стихови 42 и 43. Тогаш Господ рече: кој е тој верен и разборит управител, кога го поставил неговиот Господар над своите слуги, за да им ја дава потребната храна на време? Блазена тој слуга, чиј Господар, кога ќе дојде, ќе го затекне така да постапува. Ова е една од најјасните параболи поврзани со второто доаѓање на Господ Исус. Низ вековите често се отворало прашањето: кога ќе се врати Господ Исус? Но тоа не ни е откриено и не можеме да го знаеме. Бог со намера не ни одговорил на тоа прашање, но затоа ни кажал нешто друго кое е многу важно, а тоа е какви треба да бидеме ние со цел да бидеме подготвени за второто Христово доаѓање. Ако се обидеме да одредиме датум за тој настан, ние всушност само безуспешно ќе си го трошиме скапоценото време кое ни е доверено на овој свет. Господ Исус не охрабрува да го насочиме вниманието кон состојбата на нашите срца. Ако сме му верни, ако чекориме по неговиот пат, ние ќе бидеме подготвени да се сретнеме со него, било да е тоа при второто негово доаѓање или пак ако го напуштиме овој свет. Тоа е целта на оваа парабола. Ќе продолжиме со читање. Стихови 43 до 45. Блазена тој слуга, чиј Господар, кога ќе дојде, ќе го затекне така да постапува. Вистина ви велам, дека тој ќе го постави него над целиот свој имот. Ако пак тој слуга си рече во своето срце: нема скоро да дојде мојот Господар, па почне да ги тепа слугите и слугинките, да јаде и пие и да се опива. Секој ден од нашите животи треба да го живееме трезвено, со вера, за во секој момент да бидеме подготвени да му дадеме отчет на Господ, доколку одлучи да се врати во било кој момент. Со други зборови, тоа значи дека искрените христијани не се опуштаат во грев, блуд и разврат. Тие будно го чекаат својот Спасител и не сакаат да ги најде неподготвени. Дури и ако со сигурност можеме да знаеме дека денес нема да се врати, тоа не ни дава причина да живееме како сакаме, бидејќи знаеме дека секој грев си носи последици. Знам дека светот ја пропагира идејата дека еднаш се живее и затоа не треба многу да размислуваме како живееме, но таа идеја е антибиблиска и се противи на сето она на кое Бог не учи. Стихови 49 до 51. Јас дојдов да фрлам оган на земјата и колку би сакал да се беше веќе разгорел. Со крштевање треба да се крстам и колку ми е мачно додека не се сврши тоа. Мислите ли дека сум дошол да дадам мир на земјата? Не, ви велам туку разделеност. Замислете, Господ Исус вели дека дошол да фрли оган на земјата. Што би можело да значат тие зборови? Не само тоа, туку исто така вели дека дошол да донесе разделеност, а не мир на земјата.
Кога овие зборови би биле изговорени од некој диктатор од Втората светска војна, не би имале проблем да ги разбереме. Но Господ Исус да каже дека дошол да донесе оган и разделеност, што сака да каже со тоа? Особено затоа што во друг дел од писмото тој е наречен принц на мирот. Како може да биде принц на мирот ако дошол да донесе разделеност? Зарем Светото писмо си противречи самото на себе? Се разбира дека не. Моje лично убедување е дека главната поента на овие зборови се однесува на луѓето кои одлучуваат да тргнат по Исусовиот пат и како останатите ќе реагираат на таа одлука. Господ Исус не сака да каже дека дошол да донесе раздор, туку поентата е дека врз основа на тоа како луѓето ќе реагираат на неговата порака, помеѓу нив ќе дојде до раздор. Кога еден човек ќе тргне по Исусовиот пат, тој не може да очекува дека ќе има мир со сите луѓе кои му се блиски, бидејќи често ќе се случи Исусовата мудрост да се противи на тоа што другите го прават и вредностите за кои тие се застапуваат. Оној кој поверувал во своето срце, сигурно ќе го има Божиот мир, но некои негови меѓусебни односи сериозно ќе пострадаат и поради тоа таа личност ќе претрпи одредени загуби. Стихови 52 и 53. Зашто од сега 5 члена во една иста куќа ќе бидат разделени, тројца против двајца и двајца против тројца. Ќе се разделат татко против син и син против татко, мајка против ќерка и ќерка против мајка, свекрва против снаата своја и снаа против свекрвата своја. Секој кој вистински ќе поверува во Христос, кој ќе почне да чекори по неговиот пат, ќе се најде себе си во ситуација во која другите ќе вршат отпор и опозиција на таа одлука. Било да станува збор за мајка, татко, брат, сестра, сопруг, сопруга, деца и слично. Христос јасно не подготвува за такви напади, па дури и за такви поделби. Дури би рекол дека Христос ни ветува дека ќе дојде до тоа, затоа воопшто не треба да ни изненадува таквата опозиција, ниту пак да биде камен за сопнување за нас и да се поколебаме во однос на Господ Исус. Стихови 55 и 56. А кога дува јужниот ветар, велите, ќе биде горештина, па така и бива. Лицемери, знаете како да го толкувате лицето на небото и земјата, зошто ова време не умеете да го толкувате? И во други околности Господ Исус ги критикуваше дел од неговите слушатели кои не умеа да го препознаат времето во кое живеат. Тоа е предизвик и за христијаните денес. Читајќи го Светото писмо, гледајќи ги случувањата околу нас, ние треба да бараме од Светиот Дух да ни даде проникливост и мудрост за да го препознаеме времето во кое живееме, односно да знаеме што Бог прави и сака да направи во и околу нас. Навистина е голема штета и трагедија кога оние кои се нарекуваат со Христовото име знаат многу за светските случувања, но не знаат доволно за случувањата во Царството и како Божиот Свет Дух се придвижува и делува околу нив. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.tw
www.r.org.